Почитувани граѓани, почитувани медиуми, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го усвои предлог законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од COVID-19 кризата за исплата на платите за октомври, ноември и декември 2020 година. Со оваа мерка продолжува поддршката за спас на работните места, а за нејзина реализација предвидени се 70 милиони евра. Со овој предлог закон, мерката за поддршка на исплата на плати е уште потаргетирана, а поддршката ќе биде скалеста. Односно, компаниите кои се потешко погодени од кризата ќе добијат поголема финансиска поддршка. Компаниите што имаат намален приход од 30 до 40% ќе добијат финансиска поддршка до 14.500 денари по вработен, додека кај оние компании кои што имаат намален приход од над 80%, износот на финансиска поддршка за исплата на плати ќе изнесува максимални 21.776 денари по вработен. Работодавачите ќе можат да аплицираат за финансиска поддршка до 7 во месецот за претходниот месец, а како референтен период во законот се зема финансискиот резултат на фирмите од април до октомври, ноември и декември 2020 година и се споредува со истиот период лани. Во случај фирмата да се регистрирала по септември 2019 година, се зема датумот од запишување во Централниот регистар. Компаниите што аплицираат за мерката не можат да исплатуваат дивиденда и награда за деловна успешност или друг вид годишна награда до денот на исплата на платата за декември 2020 година. Оние компании што користат финансиска поддршка, бројот на вработени не смеат да го намалуваат 2 месеци по завршувањето на месецот за кој е користена финансиската поддршка, освен во случај на пензионирање, откажување на договорот за вработување од страна на работникот, спогодбено превземање на работникот, откажување на договорот за вработување без отказен рок од страна на работодавачот поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните обврски. За да се спречат било какви злоупотреби, предвидени се и заштитни механизми во случај работодавецот да исплати помала плата на работникот од сумата која му е доделена. Предвидени се глоби до 10.000 евра во зависност од големината на правниот субјект. Почитувани, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и премиерот Зоран Заев продолжува со навремени и ефикасни мерки за справување со економските последици од корона кризата. Како одговорна партија, низ конкретни примери, покажуваме што значи вистинска грижа за сите и тоа ќе продолжиме да го правиме уште повеќе и уште подобро. Ви благодарам.